Почитувани, во Македонија можеби се одвива најтежок заговор против изборите со можна злоупотреба на најмалку две високи државни институции – председател на држава и Агенцијата за разузнавање. Пендаровски, да не се крие зад закани со тужби, веднаш да каже што договарал со Асаф Еисин на Бихачка и со кои пари тој е платен. Постои основано сомневање дека делува мрежа за фалсификување на документи и лажни вести кои веќе се употребуваат против ВМРО ДПМН, а за ова седат Стево Пендаровски, неговиот директор за разузнавање Еролд Муслиу, како и поранешниот разузнавач, а сега генерален секретар Миле Зечевиќ, како и мешетарот Асаф Еисин. Следејќи ги фактите, веројатноста е дека посредник е Миле Зечевиќ, поранешен разузнавач, сега генерален секретар на СДС, а главни одобрувачи и добавувачи се Стево Пендаровски, поранешен полициски службеник, се уште председател на држава и кандидат на СДС за председател, а вклучен е и Еролд Муслиу, лице од доверба на Пендаровски, поставен од него за директор на Агенцијата за разузнавање. Во јавноста се лиферувани фалсификувани документи со фалсификувани потписи, што е кривично дело, а со цел за оцрнување на ВМРО ДПМН и со цел против изборите. Вакви зафати се дел од понудата на Асаф Еисин, консултант на СДС и на Пендаровски. За да биде појасно, евеа шемата зад мене. Подсетувам, Асаф Еисин бил консултант ангажиран од социјалдемократите, наведе самиот Пендаровски. Неговиот кабинет за медиумите дополнува. Партијата која што го поддржува на престојните избори ја организирала оваа средба, велат самите во допис до медиумите. Вака одговараат за средбата со Асаф Еисин од кабинетот на Пендаровски. Цитирам: во однос на лицето за кое прашувате, председателот Пендаровски и соработниците го имаат сретнато лицето во сојство на консултант на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на средба која ја имаше организирано таа политичка партија, која и формално му ја има дадено поддршката за председателот Пендаровски за престојните избори. Ова ја потврдува шемата: Зечевиќ посредник, Пендаровски Муслиу одобрувачи и добавувачи. Еисин, креатор на фалсификати и лажни вести, својствени на групата на која што припаѓа, водена од Тал Ханан. Сето тоа се доставува до близок медиум, кој што заради своји интереси нуди плашт да зацкрие извор со термин свиркач, а СДС потоа презема и води црна кампања врз медиумски производ, со што се крие како извор на фалсификатот. Почитувани, во интерес на вистината ќе подсетам, лиферувани се фалсификувани документи на кои што освен логото на ВМРО ДПМН се впишувани лажни информации, впишувани дати за кои што е познато дека имало партиски состанок од кој што е дадена изјава за медиумите, а потоа се злоупотребени имиња на лица познати во јавноста, впишани им се фалсификувани потписи, а впишано е и име на лице кое што воопшто не постои, а веројатно има и потпис од непостоечкото лице. Сето ова е кривично дело. И СДС и медиумите соработници на СДС соработуваат во кривичното дело, градат приказна против изборите на фалсификувани документи. И при тоа, за тоа се свесни. Од тука, посочувам на шемата: Асаф Еисин, водач на кампањата со фалсификувани документи, Миле Зечевиќ посредник, Пендаровски Муслиу одобрувачи и добавувачи. И главното прашање, од кое Пендаровски не смее повеќе ниту час да бега од одговор: што разговарале со Асаф Еисин, консултантот ангажиран од СДС? Што барал Пендаровски и соработниците, како што соопшти кабинетот, на средба со Асаф Еисин, освен ако тоа не е терење кампања за Пендаровски? Прашал ли Пендаровски со кои пари Асаф е платен? Дали има подпишано договор СДС со Асаф Еисин пред да седне со него, а според соопштението е запознаен дека Асаф е ангажиран? Знае ли Пендаровски со кои пари е плаќан Еисин и дали се тоа пари од еден странски конзул кој што добива огромни тендери од Рек Битола? И конечно, ќе сфати ли Пендаровски дека фалсификување и лажење не се замена за неработата и не се замена за единствената понуда, а тоа е менување ставови согласно потребите на СДС? Затоа, Пендаровски да не се крие зад закани со тужби, веднаш да признае што се договарал со Асаф Еисин на Бихачка и дали прашал со кои пари е платен Еисин пред да седне на состанок и да договара и одобрува акции. Ви благодарам. Дозволете ми да одговорам и на прашање, барање за коментар во врска со најновиот криминал, наводен, лажен, вработен во АНБ, кој што рекетирал бизнисмен.
Почитувани, вистинското прашање е кој бизнисмен би дал 180.000 евра на некој кој што само се представува како вработен во АНБ? Верува ли некој во првичното соопштение на јавното обвинителство дека рекетарот само лажно се представувал? Како рекетарот го убедил бизнисменот дека имал врска со АНБ, за да нема друг избор, па бизнисменот да му даде 180.000 евра во пари, накити и автомобили? И тука доаѓаме до следното. Каде требало да завршат парите? Дали рекетарот се представувал во име на Заре Милошевски, директорот на АНБ, или на Миле Зечевиќ? Влетува ли и АНБ во листата инструирани институции поврзани со Асаф Еисин и фалсификување на документи и фалсификување на потписи? Дали овие 180.000 евра, изрекетирани од бизнисменот Скопје, требало да завршат кај Асаф Еисин за ангажманот за СДС? Дали и рекетираните пари во име на АНБ требале да завршат кај Асаф Еисин? Ова се случува во време кога нема одговор за злоупотреба на Агенцијата за разузнавање на Еролд Муслију за потребите за црната кампања на Асаф Еисин за Пендаровски и за СДС со фалсификување документи против ВМРО ДПМН. Ова е доказ зошто СДС мора да замине од власт. Никој не е безбеден со оваа криминална власт. Потребни се итни промени, време е народот да си ја врати државата во своји раце. Македонија повторно ќе биде во рацете на граѓаните. Иднината е во рацете на народот. Ви благодарам.